Студенту, дали студентскиот парламент треба да остане невладина организација како што е во моментов? Ова е прашањето кое ќе биде поставено на утрешниот неформален референдум на УКИМ организиран од студентскиот пленум. Студентскиот парламент при УКИМ да стане тело во рамки на универзитетот, а со тоа да се зголеми контролата на парите кои оваа невладина организација ги троши, е моделот за кој се залагаат пленумци. Ѓорги Рајчиновски од студентскиот пленум е убеден дека референдумот ќе се одвива во фер и демократска атмосфера. Овој референдум е важен, затоа што ние веќе долги години се соочуваме со едно владење на студентски парламент како организација која што според финансиските извештаи парите ги троши на различни патувања и некои слични луксузи на сметка на самите студенти, додека има студенти, особено во студентските домови, кои што живеат во мувла, растат печурки во нивните соби. На факултетите учиме во мизерни услови, во стари амфитеатри, и последното тоа што се случи, кое што беше како поттик за овој референдум, се студентските избори кои што се случија, тие квази избори на 30 јуни, на кои што имаше низа нерегуларности од типот на немање на избирачки списоци, немање на паравани со кои што беше нарушена тајноста на гласањето, интервенции на ебара и тепање на студенти и уште ред други работи како и крадење на избирачки материјал. Според моделот на студентскиот пленум, најголема придобивка ќе биде отчетноста со помош на делегатски систем, составен од делегати од секој факултет и независни кандидати кои се залагаат за теми кои се дискутираат на Сенат. Оттаму велат дека успешен референдум би бил оној кој ќе помине во фер атмосфера, а ако кон тоа се додаде поголемата излезност, успехот би бил загарантиран. Но додаваат дека каков и да биде резултатот на истиот, тие ќе ја почитуваат волјата на студентите. Притисоци секогаш имало и ќе има, меѓутоа сметаме дека студентите треба да се одважат, затоа што студентот представува движечка сила во општеството, така што не треба да потпаѓаат под било какви притисоци, затоа што и гласањето ќе биде тајно. Самите избирачки списоци кои што комисиите ќе ги прават нема да бидат достапни за никој, така што нема што да се плашат, затоа што нивните лични податоци нема да излезат во јавност никаде. Став за утрешниот референдум од страна на СПУКМ не успеавме да добиеме и покрај нашите обиди да го слушнеме актуелниот претседател Давор Поповски. И референдумот ќе се одржи утре од 9 до 17 часот, а право на глас имаат сите студенти кои со себе ќе понесат индекс или студентска легитимација. Избирачки места ќе има на сите факултети во рамките на УКИМ.